Електрификацијата си има своја цена која некој мора да ја плати. Тоа не се само купувачите на електричните возила, туку и дилерите на марките кои ги продаваат. Ако досега тие работи беа колку толку скриени од јавноста, Cadillac со своите најнови потези не сакајки ги обелодени. Според новите правила на компанијата која се подготвува до 2030 година да произведува само електрични возила, во незината продажна мрежа нема место за сите дилери. Посебно за оние кои не сакаат или не можат да издвојат сериозни средства за своето приспособување кон новата електрична гама. Имено, до пред некое време возилата од луксузната марка на General Motors во Соединетите Американски држави се продаваа на 920 места, на чии собственици им беше наложено или да инвестираат најмалку $200,000 во електричната транзиција или да се откажат од дилерските договори. Затоа би им бил исплатен надомест помеѓу $200 и $500,000 во зависност од нивната големина и обемот на продажбата. А според независно пласираните информации, за кеш на рака се определиле скоро 40% од нив, со што продажната мрежа на марката ќе се сведе на само 560 дилери. Сите тие веќе од идната година ќе мора да применат нов начин на работа во чиј фокус ќе биде идниот кросовер Lyriq, кој ќе ја предводи електричната иднина на Cadillac. Според податоците, лани во Соединетите Американски држави се продадени околу 130,000 возила од оваа марка, односно во просек по 150 од секој дилер. Се проценува дека вкупната сума што ќе им се исплати на оние што се откажале од поднатамошната продажба на Cadillac ќе се искачи на $275 милиони. Колку за информација, цената на електричниот Cadillac Lyriq изнесува $60,000, а неговата иницијална серија, за која не се знае во колку примероци ќе биде произведена, е распродадена за само 10 минути.